Полагањето во ѓаконски чин веќе не сте само Господин, туку сте ѓакон Никола. Така треба да се однесувате и самите кон себе, а особено народот Божи, зашто после ракополагањето веќе имаме клирик на црквата Божја, а клирос или клирик значи наследство Божјо. Влегува во иерархијата Господинот Никола, браќа и сестри, и тој влегува со ѓаконски чин и така треба да му се обраќаме. Ѓаконе Никола, зашто неговата титула може би изгледа недоминантна во ова време, меѓутоа е титула поголема отколку лаик. Како што сме во црквата лаици прво сите, погрешно се употребува лаик, дека оној кој не знае бил лаик. Лаик доаѓа од зборот лаос, кој значи народ Божи. Од тој народ Божи произлегува Никола, кој денеска се ракополага во ѓакон, понатаму, ако е достоен, ќе биде презвитер и ќе ги има службите во полнота, како што ги нуди Светата православна црква. Ѓаконскиот чин Господин Никола подразбира служба, како што денеска и прочитавме, како што стотникот се грижи за својот слуга. Сигурно слугата треба да се грижи за својот господар. А наш Господар на сите е Господ Исус Христос. Тоа секогаш да го имаме предвид, дека треба да му служиме на Господа. А служејќи му на народот Божи, му служиме и на Господа. Зашто исто како што рековме во омилијата после Евангелието, сите ние, браќа и сестри, сме тело Господово. И Господ е во сите нас, зато се крштеваме, зато се причестуваме, за да станеме честица од тоа тело Христово. На тоа тело иден ѓакон или кандидат за ѓакон треба да му служиш. За тоа пак да се грижи за тебе како стотникот што се грижи за својот слуга. А ѓаконот треба барем 5 чекори да биде унапред пред другите во службата. Ако ѓаконот 5, свештеникот 10, а епископот 15 чекори унапред треба да мисли што следува, не само во богослужбата, што следува воопшто во животот. Така треба да се навикнеме и уште од ѓаконската служба да размислуваме унапред. 5 чекори, тоа значи 5 денови, тоа значи 5 години унапред. Што ќе се случи по 5 години, што ќе се случи по 50 години можеби. Така треба да мислат клириците во црквата Божија. Се унапред, затоа што имаме откровение Божјо, затоа што Господ ни открил како треба да се движиме и да се раководиме. Кандидат за ѓакон е Никола, имајќи сите овие поуки на ум, не ги заборавај во текот на животот, туку преумножувај ги, уште повеќе проширувајќи и секогаш имајќи пред себе сознание дека ѓаконската служба е служба на служење. Ако ни вели така Господ, колку повеќе луѓе можете да послужите, толку поголеми сте. Не е голем човек што му требаат 1000 слуги да го служа. А лажна представа имаме дека таквиот човек, богат или кој го служат многу слуги, е многу важен човек. Не. Црквата вели, колку повеќе луѓе можеш да послужиш, тогаш си поголем човек. Ова секогаш кандидат за ѓакон има и го на ум, дека треба служба во црквата, а црквата знае тоа да го признае и да го препознае.
милоста Божја да биде на тебе, да дојдеш сега да влезеш во радоста на твојот Господ во ракополагањето.